На 20 ноември веќе сите знаеме дека се одбележува светскиот ден на детето. Токму по тој повод денеска зборуваме со Јорданка Трајковска од првата детска амбасада во светот Меѓаши. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро, ви благодарам за поканата. Веќе ќе можат да забележат и нашите гледачи дека во рака го држите извештајот кој што беше промовиран токму на светскиот ден на децата. Овој извештај го изработија самите деца. 13 деца беа вклучени во изработката на возраст од 12 до 17 години. Сега вам би ви го припуштила зборот да ни кажете што всушност содржи овој извештај. Ова извештај, ова книвче, мало, ама е полно со мудрост и полно е со длабока, проникнувачка перцепција на деца, како што реков, од 12 до 17 години, значи од основно и од средно училиште, од неколку градови од Македонија, кои што цело лето, од јули до октомври, додека не беше завршено, беа со нас, се среќававме онлайн, работејќи, дискутирајќи за прашањата кои што тие сметаат дека се за нив важни. Обработува 7 теми, за кои што самите деца кажаат дека се едни од најглавните сфери од нивниот живот кои што ги засегаат најмногу и проблемите ги детектираа во секоја од тие сфери. Прво тргна од тоа колку децата се запознаени со правата, па тука велат дека малку не се на задоволително ниво, дека потребна е дополнителна едукација и на децата, но и на возрастните, и тоа 95% од децата кои што беа во примерокот на истражувањето го кажа, ја укажаа на потребата за дополнителна едукација, потоа зборуваат за проблемите во животната средина, зборуваа за проблемите на дискриминација, дури и за децата на улица, како проблем кој што самите го детектира и го ставија како дел од ова книвче. Зборуваа за проблемите во образованието и всушност образованието и најголемиот дел од овој извештај со најмногу препораки, разбирливо, затоа што како што и почнуваат во извештајот зборувајќи за образование, велат дека пола ден им се одвива во училиште, а половина од остатокот од денот подготовка за училиште. Така би повелете. Потоа да не пропуштам некоја тема. Битно е тоа што она последното кое што го кажавте, образованието, една од правата на децата е токму правото на образование. Во моментов живееме во време на криза предизвикана од коронавирусот и пандемијата. Многу од децата, јас ке забележам дека можеби и не го остваруваат ова право на образование, посебно на оние кои што се од социјален ризик, бидејќи знаеме треба да имаат електронски уреди, компјутери, лаптопи за да може да следат настава. Како на детската амбасада Меѓаши реагира токму на остварување на ова право? Прво, не беше изоставен и тој момент во самиот извештај од самите деца. Значи, како дел и од образованието и како дел од темата деца на улица, укажуваат дека голем дел од децата се исклучени од образовниот процес. Децата на улица затоа што ги немаат основните услови за живење, а во сегашнава ситуација и во минатиот период повеќе зборуваа за од март до јуни, дека голем дел деца, посебно сега, се исклучени заради немање на соодветни услови. Ние неколку пати како детска амбасада апелиравме до институциите, до општеството, до приватниот сектор да бидат свесни и да направат некаков исчекор за да се вклучат и овие деца во образовниот процес. Во тек е една иницијатива во соработка со други организации и со МАСИ, со Комората на компаниите од IT секторот, да се обезбедат соодветен број на уреди и интернет услуги за да може да се вклучат оние деца кои што не се во можност. Во меѓувреме тоа што го имавме на располагање, например, доделивме на деца од основно училиште апарати кои нам не ги служиме, да им послужат во процесот на образование сега и ќе продолжиме и понатаму во рамки на нашите можности, во рамки на оно што можеме да го направиме или иницираме заедно со други да бидат вклучени. Тоа не е само сега, туку е
наша интенција во било кои услови, не само во услови на пандемијата. Така, би сакала да ве прашам и какви се вашите впечатоци во однос на правата на децата? Има ли подобрување? Општо. Направивме осврт, колешката направи осврт на тоа како било пред 10, што содржал пред 10 години овој извештај, исто и тогаш подготвен од деца, и што содржи сега. Темите се исти, скоро исти, а се чини дека нема голема промена, значи ако остануваат истите проблеми во областа на образованието, во областа на дискриминацијата, насилството, меѓутоа сепак споредено, така рекоа и самите деца, споредено од порано, многу порано, кога сепак сметаме дека кога не била ни свеста на доволно развиено ниво, сепак има некакво си поместување во таа насока и се уште постои простор за понатамошно работење, подигнување на свеста. Сакам во оваа прилика да укажам дека во наредниот период до Нова година со самите деца подготвуваме една кампања, да речем, за подигнување на свеста, за да дојдат да допрат до колку е можно поширок број од јавноста за кои се проблемите кои што тие ги идентификуваат, така што ви препорачувам да не следите и ви силно ви препорачувам во некоја наредна прилика да им дадеме простори на самите деца да го кажат своето мислење, и не можат подобро да го кажат она што ги засега нивните животи од самите себе. Ние сме нивни застапници, меѓутоа веруваме дека многу подобро може да го кажат тие сами. Така, секако дека утрински брифинг е отворен за соработка и секако дека доколку има интерес би ги вклучиле и децата во нашиот разговор. И уште едно прашање пред самиот крај, го спомнавме образованието како тема, меѓутоа има ли уште некоја од овие досега засегнати теми која што е буквално во ризик? Некоја од правата на децата која што не се исполнува и на која што треба многу да се работи? Да, зборуваат имаат неверојатни препораки, зборуваат за насилство, дека е многу присутно, даваат препораки дека треба да се определат лица кои што ќе се грижат за определен регион или училиште, за да не се случува тоа. Предлагаат како во наставни активности да се воведат активности за антибулинг, значи противврсничко насилство, за тимска работа, да се вклучуваат деца во неформални здружувања и настани, да има задолжителен разговор на месечно ниво со психолог, за да може да се превенираат или да се помогне ако е некој дете жртва на насилство. Во однос на онлайн наставата дадоа забелешка дека премногу задачи добиваат, што им го скратува нивното право на слободно време, дека премногу време поминуваат пред компјутер, дека тоа не е добро за нивното физичко, психичко, емоционално здравје. Едно од главните што се провлекува низ сите теми е дека имаат потреба да се работи повеќе на теми кои што се однесуваат на менталното здравје, дека е убаво да зборуваат за емпатија, за почит помеѓу себе, односно да бидат спремни со животни вештини кои што потоа ќе им помогнат во наоѓањето во секојдневниот живот, наместо да учат предмети за кои што сметаат дека нема да имаат примена во нивниот живот. Така. Јорданка, наистина ви благодарам што денеска во ова студено утро, морам да забележам, издвоивте време и дојдовте на нашиот линк со цел да ги соопштиме сите овие податоци за нашите гледачи. Ние ќе бидеме и понатаму присутни на сите активности кои што ги прави првата детска амбасада во светот Меѓаш со цел да го подобриме статусот на децата во државата. Уште еднаш ви благодарам. Ви благодарам и јас. И на веб страницата може да се најде извештајот за секој што е заинтересиран и размислува за добросостојбата на децата да го прочита. Ние се одјавуваме од тука, од приодот во градскиот парк во Скопје.